имаме адхок предлог законско решение за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од коронавирусот COVID-19 врз производството и откупот на земјоделски производи. Ова што го зборуваме повеќе од 2 години е дека ваквите решенија, парцијално решавање на одредена група на земјоделци кои што се занимаваат со одредена земјоделска култура, дали тоа се раноградинарите, дали се тоа тутунарите, дали се лозарите, дали јаболкопроизводителите или оризопроизводителите, е само изговор на ова влада дека се залага за решавање на нивните проблеми, а впрочем, истата не сака системски да го реши проблемот со надминување на ваквите сезонски, секоја година повторувани проблеми, бидејќи секоја година мораме да носиме дополнителни мерки или да носиме дополнителни закони за да можат да бидат обештетени одредена категорија на земјоделци кои што произведуваат одредена култура. Зошто? Бидејќи истите мора преку здружени или индивидуално да се обраќаат до функционерите од власта, до Министерството, до владата, не баре да бараат милостина за она што ги следува, за да истите процесуираат вакви законски решенија и да можат истите да ги исплатат. Еве во конкретниот случај, сега се работи, имаме 2 вакви законски решенија на вчерашната седница на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исто на оваа седница имаме 2 вакви законски решенија. Наместо, како што беше и предвидено и во предизборната програма на оваа влада за формирање на интервентниот фонд, кој благодарејќи на долготрајната и упорноста на опозиционите пратеници се надмина оваа ситуација и се формираше овој интервентен фонд. Меѓутоа, средствата се преполовија, односно се определија не повеќе од 4 милиони евра. А само во едно законско решение имаме предвидено 270 милиони денари и во другото имаме предвидено 240 милиони денари. Тоа значи дека средствата кои што се предвидени во овој интервентен фонд ни оддалеку нема да ги задоволат потребите на ваквите интервенции во однос на покривање на дополнителните трошоци кои им се наметнати, а се однесуваат на покривање на разликата помеѓу пазарната цена на производите и производната цена на производите. Но за власта да ги има во раце сите овие за нив таргетирани групи, не сака да го надополни овој фонд, не сака да го формира, сакаат преку вакви решенија дополнително да ги измачуваат и под превезот на бирократските процедури и долги постапки за донесување на вакви решенија во исчекување секогаш да бидат оваа категорија на граѓани. Зошто? Бидејќи ви потенцирав, во дадениот момент имаме 2 вакви законски решенија. Конкретно, со ова законско решение се предлага да им се помогне на јаболкопроизводителите и на оризопроизводителите. Имено поддршката по килограм за произведено јаболко, кој во периодот од 15 септември до 2021 година до 15 декември 2021 година е предадено кај регистриран откупувач или преработувач на земјоделски производи за преработка или за извоз најмалку преку еден откупувач во висина од 3 денари по килограм и поддршка по килограм за произведена оризова арпа од родот 2020-2021 година, која во периодот од 1 јануари до 15 декември е произведена и предадена на регистриран откупувач, запишан во регистарот на откупувачи или преработена во сопствени преработувачки капацитет во висина од 3 денари по килограм. Од овде и на комисија и од овде потенцираме дека ваквото законско решение го поддржавме на комисија, ќе го поддржиме и овде. Ова е мерка која што ќе биде од бенефит за овие граѓани и за овие земјоделци, да им помогне во исклучително тешките ситуации во кои што се наоѓаат, бидејќи имаат големи трошоци, инфлаторната спирала ги зафати истите во однос на репроматеријалите за производство и оваа гранка стана една од поскапите инвестиции за инвестирање во земјоделието, со што овие граѓани ставени во незавидна ситуација. Меѓутоа,
Наместо вака повторно да носевме решенија, како што впрочем и петиот пакет на мерки, средствата кои што беа предвидени за тутунарите, ги исплативте после 7 месеци од нивното одобрување. И предходеше месец до 2 за нивно одобрување. Кога ќе сумираме, тутунарите чекаат 10 месеци, близу 1 година, за да им бидат исплатени оние минорни средства кои што беа определени. И уште еднаш ви потенцирам, без разлика на средствата од каде се повлечени, дали се од програмите за ковид мерки, дали се од ставките во Министерството за земјоделие или во програмите во буџетот на Република Македонија, овие средства се буџетски средства. И истите мораме да изнајдеме начин како најбрзо и најлесно да бидат алоцирани во момент кога ќе им требаат и во момент кога најлесно истите ќе ги употребат за дополнително производство и стартување на наредна сезона, како што беше во моментот, тутунопроизводителите веќе почнаа да ја продаваат минатата реколта, а истите се уште ги немаат добиено средствата од петиот пакет на мерки. Јаболкопроизводителите ќе бидат субвенционирани со овие 3 денари. Знаеме дека во изминатите години 1 килограм на јаболко индустриско се откупуваше за мизерни 1 денар. Внимавајте. Кога цената на нафтата е 67 денари, треба 70 килограми јаболко да дадете за 1 литро нафта. Или за оризопроизводителите, каде што секогаш на секоја посета сите функционери ветуваа брда и долини за сумите, а впрочем и во ова законско решение сметаме дека треба да се продолжи и рокот, за да можат да бидат опфатени што поголем број на производители на оризова арпа, за истите да можат да ги остварат овие средства кои што се предвидени овде, кои што ќе потенцирам во двете законски решенија заедно со лозаропроизводителите се околу 510 милиони денари, а за целиот интервентен фонд определивте 250 милиони. Само по една мерка ги покривате сите овие средства кои што се потребни. Но тоа дека немате визија, односно владата нема визија и не сака суштински да ги реши овие проблеми, е на повидок повторна криза и со тутунарите. Минатата година расправавме овде со месеци, за да на крајот се одделат некоја минимална сума за покривање на одредени производни трошоци на тутунарите, кои што им беа исплатени, повторувам, после 8 месеци 9, ова година ни се надзира иста ваква сезона. Ова година состојбата на тутунарите ќе ги снајде исто што ги снајде и лозаропроизводителите, истото што ги снајде и оризопроизводителите, истото што ги снајде и јаболкопроизводителите. Истата ситуација, еве од овде, после одреден период, повторно ќе разговараме за вакво адхок парцијално решавање на вакви проблеми. А не сега, кога е моментот, кога откупната цена по региони, зависно од кој регион доаѓа, иако исклучително висок квалитет тутунарите произведоа оваа година, е од 160 до 170-80 денари. А знаеме цените на сите репроматеријали каде отидоа. Почитуван заменик министер, почитувани колеги, надминете се самите себе, превземете одговорност, односно институциите да излезат на терен, да се превенира оваа состојба, наместо после од постфестум да носиме вакви решенија. Тутунарите се во незавидна ситуација, една фабрика за вработување од 30.000 семејства ги оставате на цедило и истите се неработна екзистенција. Зошто? Минатата година беа оставени така, ова година име втора година, истите нема да го поминат и овој удар. Иако се произведени помалку околу 7 до 8 милиони килограми на тутун. Ова сезона ќе ги дотолчи, производството се намалува, од до година истите целосно ќе го напуштат ова производство. Зошто? Бидејќи е рентабилно во моментот, а сите други цени за потрошувачката кошничка и за сите репроматеријали, за живење, животните трошоци се енормно зголемени. Надминете се, постапете во моментот, излезете на терен, да им се помогне, да не се случи после неколку месеци
повторно да решаваме вака проблеми, односно да излегуваме, како што во моментот се решава за оризопроизводителите и за јаболкопроизводителите. Ви благодарам. Благодарам. Следен пријавен за дискусија пратеник